Тужбата против мен од страна на Вице Заев, брат на премиерот Зоран Заев, е политички притисок и има за цел да испрати порака до сите бизнисмени дека ако братот на премиерот, главниот бизнис фактор во државата, може да го тужи подпредседателот на ВМРО ДПМН, да размислат што може ним да им се случи, рече вториот човек на опозицијата Александар Николовски по завршувањето на денешното подготвително рочиште пред Основниот суд Скопје 2. Николовски очекува судот да ја отфрли тужбата на Вице Заев. Неговиот адвокат пак Горан Заев очекува судот целосно да ја прифати тужбата, Николовски да биде осуден и да плати казна од 30.000 денари за клевета и претрпена душевна болка. Тој уште пред судот кажа дека на следното рочиште тужителот Вице Заев ќе биде присутен пред судот. Адвокатот Заев не беше расположен да одговори на новинарските прашања. Николовски ја повика власта за, како што вели тој, да престане со притисоци затоа што според него ова е лоша практика, иако на новинарска забелешка призна дека токму ваквата пракса беше воспоставена од ВМРО ДПМН. Точно е дека постоеше таква пракса. Јас бев еден од можеби ретките кои што не ја користеше. Немам ни една тужба за клевета против новинар во Република Македонија и никогаш нема да го направам тоа по ни една цена. И бев во тој парламентарен состав еден од иницијаторите да се промени законот, пошто законот беше променет. За жал еве гледаме дека некој решава да не го почитува она што тогаш и власта и опозицијата и меѓународната седница пред Европската комисија учествуваше во помош, стручна помош при изготвувањето на законот, како и ОПСЕ решава да не го почитуваат. Вице Заев не го тужи Николовски за обвинувањата за криминална коалиција меѓу него и Сашо Мијалков за обезбедување на мнозинство во парламентот, туку за изјава во која Николовски кажа дека европски вредности не се наместени тендери за братот на Заев, кој станал главен бизнис фактор во државата. Изјавата за која што Вице Заев го тужи Николовски е дадена за еден телевизија на 24 октомври 2018 година во отвореното студио со Борјан Јовановски. Мислам дека и во Брисел и во Вашингтон апсолутно многу добро знаат која е ориентацијата на ВМРО и тоа е дека апсолутно прозападна, нас и ЕУ, зашто ние сме и прва партија која го промовирала. Во исто време многу добро знаат дека прозападни ЕУ и пронато време се наместени тендери, бизнеси за членови на семејството и братот на премиерот останува главен бизнес фактор во тоа, тоа се далеко од вакани европски и западни вредности. Следното рочиште е закажано за 26 февруари годинава.